Насмешка ги оправда очекувањата. Кумановци покажаа дека имаат чувство, но и потреба за новитети во градот. Повеќе од 2 часа маестрален оригинален кумановски хумор на сцената на Центарот за култура и покрај студената сала не ги поколеба присутните да останат докрај и заедно со учесниците да уживаат во вечерта. Горан Илиќ, Нема Љутиш, Куманија, Иван Аткинс, Кабаре Кабајет и Марко Трајковиќ беа задолжени за промовирање на хуморот во сите форми – стендап, скечеви, вицеви. Проектот е во организација на Асоцијацијата Мултиарт и Телевизија Плюс, а поддржан од Општината, Советот и Секторот за култура. Па јас не можам да не бидам горд на сето она што се случи на 6 ноември во Центарот за култура, на манифестацијата која ние ја нарековме насмешка. Така и беше. Ама навистина насмешка. Велам, не можам да не сум горд затоа што, ако се сеќавате, главното прашање кое што јас го наметнав при најавата на настанот беше дали тоа ние кумановци кои се занимаваме со оваа професија, а сме останати, а живееме тука во градот, би рекол автохтони кумановци, можеме да организираме нешто, некоја вечер, така на забава, на хумор, измешано со музика, што ќе биде доволно интересно за да нашите сограѓани купат билет и дојдат го гледаат тоа, а потоа при тоа активно учествуваат во сето тоа и на крај дома понесат убави спомени за кои ќе зборуваат потоа и ќе го споделат искуството со некои своји блиски. Мислам дека одговорот на тоа прашање го даде јавноста, а пред се публиката присутна во салата. Рече едно огромно да со своите реакции при при сите настапи, на секоја група, на секој поединец. Реагираа фантастично, смејата беше присутна повеќе од половина од времето што тие го поминаа во престудената сала во Центарот за култура. За жал, еден проблем кој е голем за нашиот град, бидејќи ние сме хендикепирани и во таа насока не можеме да приредуваме никакви настани од октомври до март. Временски период кога најмногу би требало да се случуваат културни настани во затворен простор. Потоа може и на отворено. Еден проблем кој велам мора да се реши, но затоа потоа и во наредниот период можеби ќе се најде некое решение, искрено се надевам. Јас им честитам на сите што дојдоа, иако знаеа дека ќе биде така. Не бевме и ние наивни, не мислевме дека тој период нема да биде студено, но настанот мораше од одредени причини да се одложи на 2 пати, поради деновите на комедија, па празникот 11 октомври, првиот слободен датум беше 6 ноември, затоа се одлучивме, затоа што се потоа беше, значеше уште постудено време и полоши услови. Јуначки издржа, честитки за оние што дојдоа, реков, а најголеми честитки за оние што останаа до самиот крај. Заслужуваат медал, херојски го поднесува тоа, иако се види дека им е забавно. Се забавуваа сите од прв до последен. Јас сум горд на сите учесници, навистина сериозно си ја сватија работата и кога ќе сватиш нешто сериозно, обично успееш да ги насмееш другите. Контрадикторно, ама функционира. Смејата беше заразна, забавата според мене и според публиката одлична. Најмногу ме изненадија учесниците во надпреварувањето, бидејќи тоа е и најоригиналното нешто на самата манифестација, нешто пошто се издвојува од се друго останато во градот, барем мислам така. Не реков најдобра, меѓутоа е оригинална на свој начин, инаква од другите. Аматерите во наводници настапија многу професионално и тие сериозно си ја сватиле својата задача. Имаше одлични реакции од публиката на нивните настапи и тоа ми израдува најмногу. Беше тесно, беше густо за да се одлучи победникот. Се реши на најфер начин. Присутните тоа го знаат, да не влегувам во детали. Најдобриот таа вечер ги понесе сите награди, а за другите честитки ќе им кажам дека само победникот не може да учествува следната година, тие имаат пак шанса да се пријават. Може би таа вечер бил некој подобар од нив, може би некоја друга вечер следната година ќе бидат или ќе биде тој друг некој најдобар од сите. Значи шанса пак ќе има. Велам ќе има затоа што се надевам, како што најавивме,
оваа манифестација ќе стане традиционална, затоа што таа вечер бевме сведоци на еден навистина оригинален кумановски хумор. Мора да го вратиме тој кумановски дух по кој сме познати, барем во Македонија, би рекол и на Балканот, не знаат како такви мајтапџи, луѓе кои знаат да направат убава атмосфера, да ги забавуваат другите и самите себе некогаш. И мислам дека тоа недостасува последниве години и докажавме дека можеме да го направиме тоа, па затоа велам би требало да прерасне во нешто што е традиционално и нешто што ќе можете да го гледате секоја година. Оние кои што пропуштија и не дојдоа оваа година, ќе слушнат како било, и ќе видат, ќе имаат прилика на програмата на ТВ Плюс, многу скоро ќе го најавиме тоа, кога ќе можете да ја проследите целата манифестација. Бројни подароци имаше за заповедникот, благодарение на нашите пријатели кои не следат на секаков начин што и да организираме, дали преку телевизија или вака преку јавни настапи. Генерален спонзор таа вечер и најбројни подароци додели компанијата Алфи Техноцентар. Тука беа секако Визијана, Кватро, Бучен Козијак, беше Арис, Алфи и Дубо Деде Маркети. Не следат, многу ни е важно, бидејќи обстануваме благодарение на нив, и мора да потенцирам дека и покровител на настанот беше општината, го препозна овој настан како добар. Да, символично беше тоа, но се надевам дека следната година ќе го препознаат уште подобро отколку оваа година. Се на се да сумирам на крајот. Ова што се случи, мислам дека ќе донесе убави реакции, меѓутоа мислам дека е нешто што ќе биде барано следната година. Се надевам ќе се бара билет повеќе за да се проследи манифестацијата. Ќе се потрудиме да ја одржиме оригинална и љубоморно ќе си ја сочуваме некоја година само за нас кумановци, како што реков. Може би ќе размислуваме подоцна и да ја прошириме за кандидати од цела Македонија. Сега за сега наша ќе си биде така, насмешки, и ќе си правиме забава. Уште еднаш се извинувам поради тоа што беше престудено, за сите што беа присутни таму. Жалам што како нема љутиш не бевме поактивни на сцената. Сакам да бидам повеќе вклучен во самото збиднување, но поради следно околности најмногу морав да бидам ангажиран во организацијата на целиот настан. Не обожавам премногу да се фалиме, сакам повеќе да работиме, но мора и да пренесеме на луѓето дел од она што сме го сработиле, на како поминало, што се случило, а како што реков, најдобар можен начин за тоа е да ја погледаат манифестацијата кога ќе емитуваме на ТВ Плюс. До тогаш, луѓе, смејте се, забавувајте се, бидете позитивни, ајде да правиме настани кои се оригинални, ајде да собереме луѓе, првин од Куманово, тие настани да бидат навистина добро смислени, не да имаме настани само да ги броиме, туку да бидат посетени, првин од кумановци, а потоа и од цела Македонија. Додека го правите сето тоа, гледате ТВ Плюс и дојдете и следната година на смешка. Насмејани, исполнети и со надеж дека насмешка ќе се случи и следната година. Публиката, но и актерите имаа само позитивни критики за манифестацијата. Освен од општина Куманово, манифестацијата насмешка е поддржана и од општествено одговорни компании.